Ова е едно од серијата интервјуа кои што Канал Вест ги прави со градоначелниците од југоисточниот регион. Овој пат сме во општина Гевгелија, разговараме со првиот човек на општината, господинот Сашко Поцков. Господине Поцков, веќе 2 месеца сте градоначелник на општина Гевгелија. Прво прашање нормално е да биде тоа како ја затекнавте општината, во каква кондиција пред се финансиска беше општината кога вие станавте градоначелник? Најпрво сакам благодарам на прашањето, значи најпрво и на ова интервју, најпрво сакам да ги поздравам сите гледачи на телевизија ВИС и да им ги честитам предстојните празници, Нова година и Божикните празници, бидејќи ова интервју го правиме во малтене во предвечерието на заминувањето на Старова 2017 година. Општина Гевгелија затекна во незавидна финансиска ситуација. Сум зборел често на оваа тема, имавме и нацрт верзија на буџетот кој веќе поминана на Совет на општина Гевгелија, кај што буквално имав излагање за секоја цифра, за секоја ставка, така да гевгелиската јавност запознаена со сите тие висината на долгот. Општина Гевгелија на моето примо предавање со стариот градоначелник кој се случи на 25 октомври оваа година, долгот беше 125 милиона денари, значи некаде повеќе од 2 милиона евра. Зборам за долг кон добавувачи, значи долг кој е достасан долг. И околу 2 милиона евра кредити кои се во фаза, едниот е во фаза на тече грејс периодот, а другиот ќе почне со реализација, изградбата на реализацијата на таквиот кредит некаде напролет и тогаш ќе почне да течат и роковите за враќање. Значи не зборам за обврски од кредити во моментот, него тие се долгорочни обврски, али сепак се обврски на општина Гевгелија за кои мора да извои средства од буџетот. Алармантно е тоа што од месец на месец долгот расте. Значи, кога правевме нацрт буџет, минатата недела, веќе долгот беше околу 135 милиона денари, значи за 10 милиона е пораснат, без никаква активност од мене како нов градоначелник, па ја да ги создам тие обврски, значи тоа е некои времени ситуации градежни кои не беа достигнати на денот на примо предавање, а се однесуваат на извршени работи во минатото, во мандатот на стариот градоначелник и најавите што ги имам од фирмите кои веќе после 2 месеци остваривме првични контакти, дека вкупниот долг на крајот на годината ќе изнесува околу 150 милиона денари. Напоменувам не за некоја активност која е презедена од мене, него активност која била извршена во периодот пред јас да стапам на функцијата градоначелник. Веќе е скроен буџетот за 2018 година. Каков буџет ќе има општина Гевгелија, на што ќе се сконцентрирате следната 2018 година? Општина Гевгелија има предвидено буџет по кој се изготвува по методологија и нема да кажам ништо ново, бидејќи секој буџет мора да се изготвува по методологија. Да не беше таква ситуацијата која наследив, слободно би можел да кажам дека буџетот е развоен. Зошто го велам ова? Заради исклучиво ради методологијата и ќе ви го кажам конкретно. Вкупниот буџет на општина Гевгелија изнесува некаде околу 950 милиона денари и е најголем досега, во кој основниот буџет е околу 610 милиона денари. Меѓутоа, развојната компонента на основниот буџет е 310 милиона денари и ги опфаќа проектите кои ги ветивме ние пред граѓаните на Гевгелија во текот на изборната програма, јас како градоначелник и советничката група на СДСМ, на партијата од која и јас припаѓам. Ради методологијата на изработка, ние мора да предвидиме пари во 2018 година за сите обврски, што ви ги зборев, што се наследени од стариот градоначелник, на прашањето колку се тие се 150 милиона денари и плюс затекнати тендери, кога тендер ќе се распише, следува договор. Имаме затекнато договори едногодишни и двогодишни, кои да кажем, ако отпочнале во месец јуни 2017, јас не можам да преземам никаква активност, освен да работам со тие фирми кои го имаат тендерот од 2017 јуни до 2018 јуни. Така, за тоа што не е изработено во 2017 година, мора да планираме пари, остатокот на пари да го пренесеме во 2018 година. Вкупно, долгот на општина Гевгелија, плюс тоа што произлегува од фискалните импликации од тендерите, распишани во 2017 пред моето стапување како градоначелник на општина Гевгелија, дава една сума од 300 милиона денари. Така да, оваа сума мора да биде резервирана и издвоивме 310 милиона денари за развојни проекти и вкупниот основен буџет. 610 милиона
Се работи за тоа што го ветевме во програмата за развој на општина Гевгелија, ветевме модерна европска зелена Гевгелија, заради годината 2018 во која планираме фискално да се стабилизираме, ќе одиме со помалите проекти, а ќе одиме со изготвување на проектна документација за поголемите проекти и се надевам дека 2019 ќе ја пречекаме во подобра финансова кондиција и поголемите крупни проекти ќе ги оставиме за реализација 2019-2021, тие се трите години во кои до кога ја ќе имам мандат како градоначелник, значи ќе обрнеме внимание на зеленилото, имаме предвидено измена и на детални урбанистички планови во центарот на градот кај Стариот пазар, изградба на парк. Јас лично не сум задоволен од квалитетот на услугите што ги даваме на децата во градинките, во основните училишта. Планирам комплетна санација на сите детски градинки, на сите училишта и во главном тоа ќе биде фокусот одржување на локални патишта, без некои поголеми крупни инвестиции, нешто што ќе биде видливо, нешто што во првата година ќе биде наменето за малите деца и за децата кои ќе влезат во систем на образование од 6 години, така сега и 9-летка од 6 години одат. Кои се следните големи проекти кои што во наредниот период ќе ги превземете и на кои што ќе се фокусирате додека вие управувате со општина Гевгелија? Пред да ви одговорам на прашањето, сакам да кажам дека нема да изостанат и големи проекти во 2018 година, ама нема да бидат финансирани од основниот буџет. Значи ние ќе добиеме грант на 20 декември, веќе сме во фаза на подпишување на договор, тоа е сигурна работа, закажен и терминот, од КХВ банка од Германија, општина Гевгелија ќе добие заедно со општина Кавадарци сума од 5 милиона евра грант, поделено на двете општини, тоа е 2,5 милиона евра за општина Гевгелија за програма водоснабдување и канализација. Доколку не е тој грант, сите тие намери што ги имавме да правиме водоводи и канализации во општина Гевгелија, ќе требаше да ги правиме со средства од основниот буџет. Сега, бидејќи тој грант ќе го насочиме во изградба на водоводи и канализации, кои ни се потребни заради урбанизација на одредени места во Гевгелија, Марзенски рид, Горен, Караорман и потегот Касарна, така овој грант ќе ни овозможи да одговориме квалитетно на обврските, али да немаме зафаќање на парични средства од основниот буџет. Таа е една работа. Втора работа, ќе изготвиме идејни проекти за големи капитални инвестиции кои ги ветивме пред граѓаните, тоа е нов спортски центар со базен. Тој ќе биде на потегот на Касарна, там има и маркица за изградба на спортско-рекреативен центар. Се двумиме како ќе финансовата конструкција јавно-приватно партнерство или сами како општина ги влеземе. И трета, мултимедијалниот центар во Пионерски дом, кај што ќе се збиднуваат сите настани од сферата на културата. Инаку, кога сум тука, сакам само да кажам на јавноста која не следи, има еден голем проект кој е веќе 6-7 години во фаза на реализација, ќе биде пуштен март месец 2018, тоа е прочистителната станица на границата со Грција. Тоа е проект вреден 13 милиона евра. Најголем донатор е швајцарската влада преку СЕКО, тоа е државна агенција за инфраструктурни проекти, околу 9 милиона евра. Грчката влада и македонската влада учествува со еден дел во финансовата конструкција. Така да Гевгелија ќе има најмодерна прочистителна станица од сите градови во Република Македонија, што е една додатна вредност за индустријската зона кога ќе идат идни потенцијални инвеститори, бидејќи се на 2 километра од прочистителната станица. Сигурно граѓаните ги интересира кога ќе биде готов новиот водовод, односно новите бунари кои што се копаа во општината со оглед дека со години имаше проблем со поголема концентрација на арсен во. Да, значи ќе ви одговорам на ова прашање во два чекора, што би рекол, бидејќи имаме различен пристап од досегашното менаџирање на проблемот со арсен во водата. Првата работа е тоа што го наследивме, проектот на претходниот градоначалник, изградба на нов систем за водоснабдување и тоа е реализиран преку еден дел 500.000 евра грант средства, а 1.100.000 е обврска на општината да го враќа за 13 години и тоа е кредитни средства, Светска банка, требаше да биде готов до крајот на годината, така ми рече и градоначалникот на денот на примопредавање. После излезе дека не е тоа така,
за да на крајот се подпише на баре на Министерство за финансии, кој е носител на целата активност, како гарант меѓу нас и Светска банка, го одложиме завршувањето на тој проект ради реално тоа што го гледавме на терен до јуни 2018 година. Меѓутоа ние имаме вториот корак, ние имаме друго што имаме намера, бидејќи тоа ќе го реши проблемот со арсенот. Старите бунари на Мојнот, кај што е најголемото присуство на арсен, планираме некаде инвестиција околу 500 до 6.000 евра. Се надеваме дека ќе добиеме поддршка од некои ИПА фондови или грант средства, да го решиме со изградба на деарсенификатор. Тоа значи на самото место на извориштето арсенот ќе биде отстранет, дори има можност и да почне и процес на полнење на флаширана вода. Овој проблем го имаше и Кожувчанка во Кавадарци, водата што ја пиеме флаширана Кожувчанка, го решија со деарсенификатор, така да гледате денес е еден од главните играчи на пазарот на испорака на вода во Република Македонија. Веќе тече вашиот мандат. Каква општина би сакале да оставите на граѓаните после 4 години од како ќе заврши вашето управување со општината? Пред се тоа што го воочив, слабост на општина Гевгелие се расположивите човекови ресурси, што ги затекнах тука, не од аспект на дали имаат знаење или незнаење, значи тоа е работата на градоначалникот, бидејќи јас ова го сваќам како менаџирање на сето ова, би рекол слаб капацитет имало на менаџирање, недобра распределба на вработените и недостаток на одредени кадри кои мора да се екипираат. Пошто јас сум по образование економист и ги гледам голем дел од работите низ призмата на економијата, најмногу ќе се посветам на локалниот економски развој. Тоа значи зајакнен капацитет на ЛЕРОД во Гевгелие, Одделението за локален економски развој, кој сега е во слаба кондиција, често само на некои повици со Грција, со Бугарија. Јас имам друга визија за сето тоа, користење директно на европски пари. Таа една работа ради местоположбата на Гевгелие, таа мора да добие Гевгелие бенефит. Локалниот економски развој најмногу го креираме ради местоположбата на Гевгелие. Тие се компаративните предности кои мора да дадат инпут на сето ова. И фактички тоа се одделение ќе бара европски пари од меѓународната соработка, а тоа што јас како градоначалник сакам да го направам до крајот на мојот мандат, водејќи се од економски поводи, поголема вработеност во општина Гевгелие, можност да ги вратам младите во Гевгелие, бидејќи Гевгелие нема миграција на младите од Гевгелие да бегат по бродови или во Германија и во Италија, него имат проблем, одат во Скопје, нема џелба да се вратат. Сакам да донесеме фирми кај што нема да ви е битно само колку е платата, да имат можност за развој на кариера, да се гледаат тука во Гевгелие од почеток до крај како успешни менаџери. Тоа значи заживување прво на тир зоната во Прдејци. Се надевам дека заедно со премиерот, со централната влада, од пари од буџетот на Република Македонија ќе биде направена инфраструктурата, а тоа што со сигурност го тврда, бидејќи еве рековте 2 години сум градоначалник, веќе има 10 заинтересирани страни компании кои се дошле тука, бараат простор за инвестиции, токму ја одбрале токму Гевгелие, значи не доаѓаат тука првично, па да одат на други места да разгледат каква е ситуацијата, не го зборат, сакаме инвестиции во Гевгелие. Јас сум во контакт со премиерот, истите тие фирми се били и до него, ги кажуваат бизнис плановите, идеите и мислам дека до крајот се надевам на 2018 година таа тир-зона ќе биде оспособена за да можеме 2019 да ги пречекаме и првите инвеститори. Со тоа се надевам дека ќе имаме добар локален економски развој, Гевгелие ќе биде посекувана дестинација за живење, поготово на младите, бидејќи тие се наш адут во сето ова, се посветуваме на нив и ќе ме остане предизвикот за да го развиеме, има слаб културен живот во Гевгелие. Така да преку промена на раководните лица во институциите кои јас ги менаџирам, се надевам дека ќе одбереме кадри кои имаат визија за развој на културата во Гевгелие, значи немаме през текот на годината културни настани кои ќе привлечат внимание на дел од младите или дел од луѓето кои им е фела во културните дејности, уметност, драмски театар и сето тоа што е пропратно во делот на културата.
Господине Поцков, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека во блиска иднина ќе имаме повторно можност да разговараме за важни теми за граѓаните од овој регион. Ви благодарам и на вас. Убав ден. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието.